Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Републиканските председателски кандидати синоќа во Вашингтон ги изнесоа своите мислења за постапување со Пакистан, со Афганистан и со иранската нуклеарна програма. Започнуваме со нивната последна телевизиска дебата. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни и поранешниот гувернер на Јута Џон Хансман се судрија во врска со Афганистан. Ромни го повтори својот став дека председателот треба да ги слуша своите команданти и да внимава да нема повлекување на трупите премногу рано. Хансман не се согласи, велејќи дека председателот е врховен командант и дека неговите одлуки се засновани на различни извори. Тој го поддржува намалувањето на трупите во Афганистан. Празникот Ден на благодарноста во САД официјално е утре, но целата оваа недела како да е обуена со ноти на солидарност, помагање на помалку имотни, дружење со пријатели и роднини и храна. Од каде доаѓа се во ова? Еве од каде. Во 1621 во Масачусетс биле одржани жетвени гозби. Британски колонисти и околу 90 членови на племето Ванпаног наводно славеле 3 дена. За да ви приближиме на што личал тој оброк, ве водиме во Националниот музеј на американски индијанци во Вашингтон. Таму посебно внимаваат менито да е традиционална. Мисирка со сос од дренки. Тоа е традиционално за Денот на благодарноста и е една од попопуларните овдешни понуди. Но само една од многуте. Ричард Хецлер е главен готвач во кафулето со соодветно име – Мицитам. Името на јазикот Пискатавај од Делавер значи ајде да јадеме. Се јаде на првиот кат, но кујната е на 9000 квадратни метри под кафетеријата. Хецлер надгледува персонал од 60 лица и одговорен за мении со 100 различни јадења, инспирирани од домородните култури од целата западна хемисфера. Како лосос од пацифичкото северозападно крајбрежје, див ориз и салата од поточарка од северните шуми и пченкарни питулици од Месоамерика. Состојките од боровинки до цвекло се традиционални, но Хецлер вели тој ги осовременува овие јадења. Да нудиме вистинска традиционална храна овде нема да им се допадне на сите. Нивниот пченкарен леп е многу сув и тврд, зашто ним им требало нешто што ќе трае и нема да му влос. А тоа би било тешко да им се продаде на туристите. Но кога ќе се додаде зеленчук и сос од сирење, тоа е друга приказна. А што се однесува на традиционалната храна за Денот на благодарноста? Знаеме дека сигурно имало мисирки, зашто птиците ги имало во изобилие. Месото од црна исто така. Дали имале пудинг од леп со лосос и салата од див ориз, не знам, но ми изгледа логична храна за тој ден. За Денот на благодарноста, секој може да нареча јадење од овде и да си го јаде дома, како супа од тиква, например. Но останатиот дел на годината, ова е само ресторан во кој се служи и се јаде на самото место. Храна што не можете да ја најдете никаде на друго место во Вашингтон. Пекара со целосна производствена линија во близина на Вашингтон има специјална програма за обука на оние што имаат различни проблеми во процесот на учење да најдат работа во пекарската индустрија. Погледнете го следниот прилог. Нашата колешка Џули Табо открила дека овие млади луѓе во пекарата учат многу повеќе од правење колачиња и торти. Влезете во кујната на пекарата со име Сончоглед и ќе ги забележите сите типични глетки, звуци и мириси на професионална кујна во акција. Но има една работа што оваа пекара ја издвојува од другите – специјална програма за обука. Двајца професионални пекари работат со млади возрастни лица од заедницата кои имаат развојни и други когнитивни проблеми. Нивната цел е да ги обучат на основните вештини за работа во пекарската индустрија. Сара Портман Милнер и Лори Векслер го основале ова непрофитно предпријатие во 2009-та. Како социјален работник, ја сретнав Лори, која еден ден ме праша што мислам за идејата и реков, јас сум за. Ја сакам пекарската работа, сакам да работам со луѓе со специјални потреби и се договоривме да пробаме.
Обучуваните се луѓе меѓу 18 и 27 години кои токму завршуваат училиште и им треба работа. Заради нивната состојба, обично им треба подолго да научат и да ја процесираат информацијата. Но пекарството има многу структура и повторување што на овие лица им треба, вели Милнер. Ова обезбедува општествено прифатлив начин да дојдат до работа и вештини што се вреднувани, потребни и платени. 23 годишната Рейчел Истерлинг работи овде од април годинава. Јас таква каква што сум, тие се многу трпеливи и изгледа како обука еден на еден. Секаде на друго место никој не би имал време за вас. Верет Джохари е 21 годишна со умерен аутизам, познат како Аспергеров синдром, што се карактеризира со тешкотии во социјализирање и прилагодување на нова средина. Таа вели овде научила повеќе од правење колачи. На почетокот бев несигурна, збуната, нервозна, но сега е како да го гледам светот со други очи. Знам што сакам да направам и како функционира светот. Сакам да бидам дел од тој свет и знам дека за мене треба само повеќе време. Тие што ја завршуваат обуката, потоа овде се вработуваат за плата. Милнер вели, на многу од овие лица животот им се менува пред нивни очи на подобро. Има планови да го шири бизнисот за натамошно развивање на кулинарските вештини на обучуваните. А во контекст на утрешниот голем празник во Соединетите Американски држави, храната е практично невозможно да се заобиколи. Но поврзана со неа има една димензија што во ова денешно време е вознемирувачка. Гледајте на утре, ќе ви кажеме што прават оние кои немаат што да стават на маса. Утре во Newsflash сите даваат за оние кои немаат, зашто денот на благодарноста е повеќе од оброк. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се што подготвивме за оваа емисија. Се надеваме дека ќе ни се придружите и утре. Пријатна вечер.